А сега се селиме. Всушност не се селиме нигде, туку остануваме во Скопје, од каде што ни доаѓа една неверојатна приказна за едно младо момче. А по повик на госпоѓа Гордана, мајката на момчето, нашата екипа се упати да го сними патешествието на семејството Самоковски. Да ја погледнеме оваа потресна сторија. Семејната куќа на семејството Самоковски навиду му дава слика на спокој и идилична семејна атмосфера. Таткото Маријан, успешен менаџер на општествена фирма во 90-тите и влюбеник во едрењето, мајката Гордана, познат филантроп и организатор на хуманитарни настани, и синот Гени, навидум живеат во семејна хармонија. Семејството вели дека разочаран би бил и дедото Стамен, одликуван партизан, роден во 1942, како што велат, цела среќа што тој починал. Детево не сака да ни се работи во државно. Ја не знам што ќе се прави. Абе, ја реков, дојде живот за син ми, се јавив у партија, му најдов работа. Он не кел да работи државно. Абе, куќа цела, викендица, нов телефон, ми 6. Па, свето државно е дојдено. Може да кажам нешто са ја тато, може? Кажи бе си. Па ајде, шо кажи се, па ајде сите да земеме сите, работиме државно е. Ајде, разбираш? Па и тие треба плата да земат бе. Утре обука у странство од кај пари? Од кај пари? Ајде, кажи. Башка, рачуни, сакам данок да си платам као поштен човек бе. Па утре дај Боже фирма да отворам, па да можам да плаќам данок бе. Па 10 души минимум да зимаат од администрација да живеат од мене. Па тоа е држава. Вашите родители се разочарани поради вашата одлука. Абе сега, не ќе да ги разочарам ја, веруј ми, значи, јас сум свесен човек, пробав, шо пробав, играј солитер по 10 сати, седи на тоа фотелјата, хемориди фатив, пи кафиња као удрен, чир на желудник толкав, може и се гледа, се познава више работа. И шо, ајде да земам сега да отидам у Германија, па таму да пунам буџети. Шо е тоа бољи? Баш ке имам и стартапи некои, кај да ја ќе упалат. Цел на тебе бе, цел на тебе да неке. Ти го правиш и цел на мене бил то. Мој поштено да сака да работи. Синко бе, ти работи си пак приватно, ма работи се прави во државно еднаш. После што сакаш прави. Ни прв ни последен. Дај ти извади тоа змијата од джеп, нов кауч да купиме, не иде вака више. Кој ќе се вработи во државно нов кауч, дури сака приватно на овај. Сега ќе видиш кој ќе упала стартапите на кауч.